Како што ви кажав во првата најава, утрово заедно со нашите гости ќе биде Слободанка, а нејзин гостин е Дејан Крстевски, кој што ни доаѓа од тенискиот клуб Премиум. Ке зборувате за тенисот и придобивките од овој спорт. Токму така, Иренче. Добро утро до тебе. Добро утро. Како си? Одлично, благодарам. Како си ти? Драго ми е. И добро утро се разбира до сите наши гледачи. Ке ги поздравам и до нашиот гостин. Благодарам што одвои време да бидеш дел од нашата утринска програма, затоа што низ разговорот од подамна не сме биле многу долги години наназад и мислам дека време е да се зборува за тенисот. Така ли? Благодариме што не поканесте. Секако. И се надевам дека вашите гледачи ќе имаат добар бенефит од нашиот разговор. Сигурна сум во тоа, затоа што еве и јас некако во последно време се повеќе почнав да го следам тенисот. Некогаш сум пробала, меѓутоа не ми одело, што се вели од рака, но пак не значи тоа дека не треба да го гледаме и да сме љубител на овој спорт. Токму затоа ова утро ќе зборуваме за тенисот. Спортувањето, еве насловот ни е тенис и неговите придобивки. И јас прво би започнала од тоа како Дејан го засака токму овој спорт и од кога сме со тенисот? Прво вака да кажам, се представам, јас сум Дејан Крстевски, еден од собствениците на АТК Премиум клуб. Вториот собственик е мојот брат, Зоран Крстевски. Значи двајцата браќа во тенисот. Двајцата браќа сме, да. Со тоа што АТК значи Академија тенис Крстевски, лоцирани сме во спортскиот центар Борис Трајковски, мораме да го спомнеме како наш сопатник во нашиот тениски живот, затоа што многу ни помага. Друга работа во врска со тенисот, ние сме веќе добри 20 години на пазарот и тоа доволно веќе знае да каже дали добро работите или не. Сепак долги години сме веќе. Зашто го одбравме тенисот? Затоа што порано гледавме доста така Вимблдон и сега гледаме Вимблдон. Тоа го одбрав заради таа причина го засакав во телевизија пред се. Но после кога влегов во тајните на тенисот, видов тој спорт колку значи и колку значи како за физичкиот развој, така и за психичкиот развој. Така да многу придобивки после дојдоа од кога влегов во самиот тенис прво како играч, нели, порано, па после сега и како тренер, нели, и како собственик на клубот. Сакам да кажам до публиката, тенисов дефинитивно еден од најдобрите спортови и најздравите спортови, затоа што тука се склоп на повеќе работи. Да, сега ќе ги појасниме. Супрет на тоа, јас само ќе напоменам, сите знаеме, меѓутоа ова е индивидуалниот спорт, нели, со кој што некој може и понатака се надевам дека ќе излезат познати тенисери од кај нас. Ги имаме на надвор од границите кои што покажаа убави и поврвни резултати, меѓутоа да се надеваме дека еден ден ќе има и некој многу повеќе што ќе се истакне на таа страна. Сега како индивидуални спортови, да, многу убаво споменавме, од таму ќе започнеме. Придобивките од мали нозе, колку е тоа добро да се почне, со оглед на тоа дека вие се договоривме да бидете во телевизија во 7 часот и 20 минути, но вие бевте тука во точно 7. Тоа е спортскиот дух кој што си го носите во себе, да видам искрена, јас се воодушевувам на таквите луѓе. Треба да кажам дека и вчера бев на забава, па пак дојдов во 7 сабаре. Секоја вечер, да, бев на концерт. Тоа е она, нели, од каде што ќе започнеме спортската дисциплина. Значи, самиот спорт кажува, без разлика вие кога и да легнете во 3 часа утрото, ако имате состанок во 6, во 15 за 6 ќе бидете на тоа место. Самиот спорт го кажува, годините го кажуваат тоа, без разлика дали сте одморни или уморни, не е битно. И самите гледате дека значи тоа не делува пример на идните активности, која бидејќи тоа веќе има сериозно искуство околу професионален распоред на времето. За да го тренирате спортот било кој, а посебно тенисот, ви треба дефинитивно добар распоред на време. Самиот спорт ќе ви направи да бидете правилен менаџер на времето. Самиот спорт ќе ви направи вие уште мали нозе правилно да функционирате на телото се мисли, бидејќи доста во наше време така не постоја мобилни телефони, сега постојат мобилни телефони, сите деца се на мобилни телефони. Тука страдаат кичма, страдаат сите други работи, пред се кичмата, пред се начинот на одење, страдаат све, бидејќи цел ден се све страда од мобилните телефони, да. И сега тука, не знаете, од мали нозе кога дете ќе игра со балони, кој ќе игра со топки и многу различно позитивно се развива него некој дете што стои цело време на телефон.
во наше време игравме ние на улица, нели фудбал, тенис, кошарка. Разноразни игри тие работи да. веќе со тек на време не изумреа, туку добри 80% изумреа, нели? Пак постојат, но пак сега повеќе гледаме децата кои што одат на тренинг, а не она само иницијативно да земат и да заиграат некоја игра. Се сменија многу времињата и затоа најубаво уште од мали нозе, ние еве нашата школа 4 годишна возраст, уште од мали нозе се насочат, бидејќи ние во старт ги насочуваме како правилно да се развиваат. Еве во моментов и гледаме дечиња кои што каков став има завземено, тоа е тренерот, така. Се надам ви се допаѓа ставот. Да, одлично. Како вистински професионалец, да. Ова се дечињата кои што, како што кажавме, навистина имаат многу предобивки токму од тенисот и како што кажавме, како спорт развива. Што е она што најмногу еве вака развива? Од она што го споменавме, кај нив, дисциплината пред се, нели? Да бидат активни исто така во спортувањето и како ја развиваат исто така и љубовта кон тенисот. Тука и вие сте, нели, за да тоа им го потикнете во нив. Љубовта, прво ќе почнам од љубовта. Љубовта на тенисот ја развиваат на лице место. Значи, нашиот клуб пред се не е само клуб од 4 тениски терени, значи во самиот комплекс на спортскиот центар Борис Трајковски, туку нашиот клуб е и лаунж бар, многу добра градина. Слободно ќе дојдете и ќе видите, многу добра градина и знаете целиот комплекс, многу окей тренери. Имаме и меѓународен тренер кој што има работено во Германија конкретно, што е кај нас, што е со огромно искуство. Ќе го поздравиме. Секако. Да го поздравиме и него исто. Кој има удел во сето ова. Да, со тоа што целиот склоп гледате многу дечиња на терен, го гледате докторот наш познат Врчаковски, тој е многу добар подржувач, веќе не знам 20 години, мислам многу, да не кажам еден од најдобрите клиенти ние, да го поздравиме него. Дали игра добро тенис? Феноменално. Феноменално. Стварно на тие години јас се воодушевувам како докторот игра тенис и е успешен и во тенискиот свет. Дечињата многу се сладки, да. Значи дечињата како што можете да видите и ги учат основните работи, тапкање на топче, водење на топче, одење правилно, трчање правилно, што се основни работи, а верувајте, морам ова да го напоменам, бидејќи сум нонстоп со деца. Многу од 10 деца мали, нас 9 ни доаѓаат со погрешно одење и со погрешно трчање. Верувам. Од 10 9 не доаѓаат. Па вие се почнувате од таму, нели, да ги од нула почнувате со нив, да. Значи ние не почнуваме тука со тенис, туку ние почнуваме прво да ги учиме децата правилно да одат, правилно да трчаат, правилно да стојат, правилно да седат. Еве гледам и видео во моментот како сето тоа се одвива. Што имате и голем број на дечиња во клубот. Моментално содржи има нашиот клуб преку 100 дечиња. Браво. Што посебно во зимскиот период имаме исто нели затворен простор на 2 терена кој што е феноменален, да не кажам може и во зима и подобро за работа кај нас него лето, толку е убаво. Со тоа што колку што може да видите, тенисот ни доаѓа малце како втор чекор, бидејќи знаете, мора детето да биде припремено малце за да почне да игра. Еве ги гледаме некои други физички активности или начини на кои што ги подготвувате пред да започнат со играњето на тенис. Од саат време 20 минути кажуваме за тие што почуваат, така. Значи од часот што еден час добри 20 минути се тенис. 40 минути се припрема за основните работи на детето. Се мисли на не знаат да одат, многу често заради телефоните, не знаат да одат, не знаат да трчат како што треба. Во ова што го зборувате. Да, заради телефоните. Со оглед на тоа дека јас сум мајка и гледам како сето тоа се одвива и ги гледам и дечињата како за оние кои што не спортуваат, многу е очигледно тоа. Меѓутоа, многу е важно, ако без разлика нели за кој спорти да се одлучат, еве во ова утро ние зборуваме за тенисот и токму за тоа кои се неговите придобивки при спортувањето. Значи кажавме ги има дечиња од која до која возраст во моментов со кои што работите и би сакала да знам и повеќе за тоа кои се резултатите кои што потоа ги покажуваат исто така. Да бидеме искрени, значи прва работа, значи од 4 годишна возраст ни се нашите уписи до 18 годишна возраст. Нормално, тоа се распоредени во многу групи. Да бидеме реални, значи искрени, на терен се максимум до 6 деца. Знаете каков е теренот? Да, така. Помалите деца може да бидат ставени повеќе деца во терен, но 6 деца се по тренер.
Така. И сега финансиски кој ќе пресметате тоа, кој ќе споредите со другите спортови каде што нема 6 деца под тренер, така, и колку кошта, ќе видите дека тенисот е без конкуренција најевтин спорт од сите. Значи не е само знаете колку месечно плаќате, туку да видиме колку добивате за таа услуга, нели? Точно така. И кој ќе се пресмета, колку деца има под тренер, толку. Колку деца го користат тој 700 квадрата, пример, простор како што еден терен, и кој ќе земете математика, пошто пред се сум економист, нели, по професија. Затоа гледам околу тоа зборувањето, кој ќе видите, кој ќе пресметате колку кошта тоа, ќе видите дека тенисот е без конкуренција број 1 најевтин спорт од сите спортови. Но многу значаен исто така во развојот на децата. Како не, значаен пред се дека е со топка, нели? Затоа што за да се допре топката мора да се повлече рака една, па рака друга, така, па нога една, нога друга, така. Јас споменав и психиката, и очите, меѓутоа јас споменав и психичката состојба, седејќи го како што кажав тенисот, се повеќе навлегувам во него, па гледам како со покрај оние физички способности кои што ги имаат, тука мора да се употреби и мозокот многу. Дефинитивно. Како еве ќе го споменам Новак Ѓоковиќ, мислам дека некогаш сега веќе е во години, мора да се признае, меѓутоа многу го користеше. И го користи се уште, и го користи се уште, Значи вака, прво да не заборам да го одговорам прашањето, да не го заборам едно многу битно прашање да го одговорам, што сите сакаат резултат. Да бидем искрени и реални, треба сите да знаат дека треба да почнат прво рекреативно, да видат затоа што да бидеме искрени, јас имам 2 ќерки, едната ми е државен првак. Браво, секој. Другата иде на кај тој пат. Сакам да кажам дека од 100 деца може да ги кажеме и нивните имиња? Да, Деја Крстевска и Ина Крстевска, Деја Крстевска е државен првак, и прва на ранкинг, да. се живи и здрави. Фала многу, исто и на вашите. Значи, што сакам да кажам, во врска со резултатите мора да знаат дека сите родители прво ги носат децата за да ги научат основните работи кои што треба секој дете да ги има. Да знае да оди, да знае да трча, да знае и нормално спортот да го знае да го игра. Така. Важно е спортувањето, а за резултатите сами по себе. Ако сакаат поголем резултат, тоа треба да бидат спремни дека тоа кошта, но не кошта само во тенисот, коштат во сите спортови. Не постои спорт кој што сакате да го тренирате агресивно, а не кошта. Се сменја веќе времењата. Но треба да бидат свесни дека луѓето кои ќе дојдат на тенис кошта наевтино, ако го терате рекреативно. И ништо по-сложено тоа, нели? Едноставно е. Друга работа од аспект на резултатите, точно ние можеби немаме како Ѓоковиќ резултати, но ние имаме многу други сериозни резултати кои што се така доста сериозни. Нашите деца доста запишуваат коледж во пример конкретно во Америка бесплатно заради тенисот. Стигаат до одредено европско ниво, кој што тоа им квалификува да играат пример да добијат стипендија од многу сериозен коледж, од топ 30 пример коледж во Америка, бесплатно кој што се сериозни пари тоа во прашање, нели? Тука веќе е развиена љубовта кон тенисот. Така, значи пак треба да добиете високо ниво на тенис за тоа да го добиете. Пак, окей, не е Ѓоковиќ ниво, но не е ни ниско ниво. Така некој си. Не, јас го споменав за колку треба да се потребува умот исто така во тенисот, а далеку од тоа дека ние сега да се споредуваме. И дефинитивно овој спорт е спорт како шах. Значи сами сте на терен, дефинитивно исто како да играте шах. Ако може да играте 3 сата, може да се случи нешто да го изгубите мечот. Значи не е само шах, тука е баш така доста сериозен шах. Да, сериозен шах, многу се користи умот и тоа веќе може да се сврти мечот, значи 3 сата да играте и може еден поен да го заврти цел Па меч. тоа го правеше и Новак Ѓоковиќ. Изненадуваше, нели? Меѓутоа добро, еве вака кога сме веќе и го споменуваме него како светско име се разбира, за него веќе нема ни потреба да го икона така на тенисот. Кои се оние поновите да кажам, Синер, Алкарас и така натака, кои што ќе ги издвоиме еве според тебе? Веќе Синер и Алкарас се негови веќе се гледа дека се можеби негови наследници. Да, баш тие двајца. Меѓутоа во однесувањето исто така во спортот и во тенисот, во овој индивидуален спорт, еве јас ќе издвојам па дотолку малку и однесувањето на Алкарас не ми се допаѓа. Да. При освојување на поени. И мене да бидам искрен, пошто јас сум бил така поенергичен, да не ги учиме децата, но не може па сега некој дете ако е енергично, па да го направиме да не е енергично. Значи нормална работа е некој дете да подвикне, па и здраво дете е тоа, така? Така е. Значи секој дете Меѓутоа не до толку. Јас кажувам како тренер, оставите го детето, природата да се каже како е детето. Не може сега ние пример, еве конкретно ако е некој
дете Но и со напаѓа. тоа освојуваме или симпатии или не ги освојуваме. Па така, да. Значи има некој дете кој што е така по-динамично и сега не може да го направиме да не биде динамично. Може да му кажеме, ама 90% пак ќе биде истото. Точно. 10% можеме да влијаме, за крајот од нашиот разговор, можеби што нешто не споменавме, а е важно да се спомене што се однесува за вашиот тениски клуб. И јас би сакала да за оние кои што можеби допрва и ве сакаат дечињата да ги запишат како да стапат во контакт со вас, лесно е многу да ве најдат. Да, многу е лесно, може слободно да дојдат во спортскиот центар Борис Трајковски, неколку пати го спомнав, пошто знаете, тоа е најголем центар, најдобри услови нуди, најдобро, многу ни помага, си признавам, значи никој ден не го оспорува. Центарот да не, ние нема да постоиме, нормално и тоа мора да го кажеме. Дојдете во спортскиот центар, дојдете во АТК премиум клуб и нема да зажалите. Сигурна сум во тоа што го кажувате. Јас посакувам да се постигнат резултати во тенисот, како што напоменавте вашата ќеркичка државен првак, па нека освојува и надвор од границите. Имаме ли награди надвор од границите? Имаме, како немаме, да. Ај па зашто да не ги споменеме? Да, имаме, значи ностоп одиме по турнири, ностоп одиме по турнири, она се веќе мала, мислам 12-13 години само што наполни и сега веќе идеме на тие европски турнири кои што се до 14 години и сега го отвараме патот повеќе, да. Значи желбата и се роди гледајќи ве вас или како? Па гледајме мене со тениски топки, рекети цел живот и сега знаете кој ќе гледате некој родител така и сега автоматски на некој начин и вие го засакувате спортот. Посакувам многу успеси во иднина и секако многу уште еднаш благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма, затоа што мислам дека и ние за тенисот не сме зборувале толку често, но добро е што ова утро ја зачнавме оваа тема и да ги слушнат гледачите. Придобивките токму и од ова спортување, а ги има премногу. Премногу се, да. Благодарам уште еднаш. Ирена, ние тука завршуваме со нашиот разговор, а ти си продолжуваш со редовната нашата утринска програма. Слободанка, со тебе се гледаме малку подоцна со вториот разговор.